Се враќаме назад во студиото. Со мене утрово, како втор гостин, е Гордана Мишевска, собственик на Едуфронт и професор. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Вие сте професор. Па да, јас сум професор по звање, значи сум дипломиран математичар и од неодамна сум и магистар по математичко образование. Така да, може да се декларирам како професор, како наставник, како едукатор. Едукатор. Оно што, бидејќи тоа е еден сублимат на сето оно што значи оно што значи образование и пренесување на знаењето. И сега, сигурно, како со сето ваше искуство до сегашно и знаењето кое што го имате, и оно што го забележувате во образовниот систем, што е оно што му недостасува? Што е оно што сте го забележале дека може да се подобри или му недостасува на образовниот систем? Па вака, секогаш има простор за подобрување. Тоа е оно што мене ме движи како девиза, дека се оно што го правиме следен пат може да биде подобро. Тоа важи за нашиот образовен систем, јасно. И треба да се насочува кон тоа со секој нова година да се подобруваат или тековните програми или оние да се воведуваат нови за кои што се смета дека се подобри. Меѓутоа јас од она што сега го работам, да споменам дека во текот на моето работење јас веќе 10 години работев како наставник по математика во различни основни и средни училишта, конкретно во Битола, зашто сум по потекло од Битола. Но работејќи при тоа и гледајќи ги дома моите деца, кои што има интерес кон математика, но исто така многу се интересира за работа со компјутери, да научат што како дизајн да прават, многу за видеоигри, сватив дека тие аспекти се многу малку застапени во нашето образование. Сега тука може би до техничката опременост на училиштата беше, а од друга страна пак им се дава предност на други предмети, што јасно некои се обавезни и мора да се учат. Меѓутоа, мислам дека треба да се оди во тек со новите трендови и оно што младите го сакаат, а од друга страна па се јавува како глобален тренд на вештини кои што ќе им бидат потребни не само сега, туку и во понатамошниот живот. Периодов особено се зборува за дигиталната писменост. Што во суштина е дигитална писменост? Дигитална писменост, постојат повеќе дефиниции, не знам. Меѓутоа, оно што би можеле да кажеме дека тоа е склоп на повеќе вештини, знаења, да може да се работи со информациите, со дигиталните технологии. Значи тоа подразбира и знаење, меѓутоа и вештина. Вклучува повеќе аспекти, вклучува например сигурност на интернет, работа со разни програми и во секој случај подразбира развивање програмерско размислување, работа со дизајн и од друга страна да се знае дигитално да се комуницира, што мислам дека е важно за сите да го знаеме во овие години. Пандемијата, да, ковид пандемијата со сите негативни страни или понос на здравјето наметна еден момент, а тоа е употреба и на токму таа и пременување на дигиталната писменост. Не зборувам само за децата, зборувам и за вработените чии што работни места од физичко присуство им се префрлија од дома и работа преку компјутер, па така дигиталната писменост и се наметна како една потреба. Се очекува дека и во иднина токму таа дигитална писменост ќе биде нешто што секој ден ќе треба да го знае. Дали ние како имаме доволно, дали нашиот образовен систем има доволно начини како да ги описмени дигитално учениците? Начини постојат, спроведувањето може тука малку фали. Затоа јас како моја идеја произлезе основањето на овој едукативен центар со цел да може да им се дозволи на децата преку еден неформално образование да можат да ги стекнуваат тие дигитални основи уште од рана училишна возраст. Со вашата Едуфронт е резултат на оно што претпоставам што го немаше во формалното образование и дополнување преку неформално образование. Како се јави идејата за Едуфронт? И каде вие го најдовте тој момент од потреба за Едуфронт и секако накратко да ни објасните што представува?
Така е. Како што реков, потребата ја увидов во самиот образовен систем како вклучен активен учесник, како наставник, а од друга страна и како родител на деца во училишно образование, дека децата на некој начин многу полесно ќе усвојуваат дигиталните технологии, многу лесно учат, меѓутоа дека им треба нешто да ги насочи, не само тие да бидат корисници на тие дигитални технологии, односно пасивни корисници, туку да станат активни корисници, да креираат со помош, да сватат како работат тие технологии и да креираат со нивна помош. Па така, еден мој пресвртен момент може беше кога се преселивме во Скопје, и кога јас требаше да започнам со некоја нова кариера, работа, и одлучив едноставно да го насочам моето искуство и мојата инспирација да ја претворам во креирање на едукативен центар кој што ќе им нуди на децата неформално компјутерско образование и тоа стекнување на дигитални вештини уште од годините откако ќе се описменат. Значи откако ќе научат да читаат, пишуваат, да може веќе да ги усвојуваат основите на дигиталната писменост, да на некој начин ние не викаме дека деца до 13-14 години ќе станат компјутерски научници, така. Меѓутоа важно е да ги стекнат различни дигитални основи, вештини, да видат што е она што нив ги интересира и понатаму да одлучат што би сакале да продолжат да изучуваат. Родителите и бабите и дедовците коментираат дека многу често децата се со телефони, се раѓаат со телефони, со таблет во рака. Меѓутоа, она што вие сега ми го говорите, и покрај нивното знаење како да го користи лаптопот, телефонот, бидејќи му е достапен, иако препораките се малку да се одложи, нели, да не се даваат од бебиња во никој случај телефони и таблети во рака, малце да станат повозрасни децата, односно да наполнат одредена возраст па да почнат да ги користат. Покрај тоа што им се достапни, сепак им недостасува одредена писменост. Што може да научат? Кај вас и од колку години е најдобро да се започне според вашите програми за таква дигитална изучување на дигиталната писменост, а тоа да не биде нели играње на игри на телефон, туку да станува збор за описменување, дигитално и правилно користење на технолошките уреди. Така, како што кажав, ние во првата година од нашата работа развивме две програми. Значајната беше наменета за деца од 6 до 8 години, Програмиграм Мини, и другата за деца од 8 до 12 години, Програмиграм во Scratch. Меѓутоа, нели со пандемијата и сето тоа, таа прва програма, зашто бара физичко присуство, пред се работа со таблети, продолживме понатаму со другата програма, значи тоа е програмата за изучување програмскиот јазик Scratch, и таа се уште ја работиме понатаму како основна програма за деца од 8-9 годишна возраст, значи наменета за деца кои што ќе се описменат, како што реков, во училиште, кои што веќе знаат да читаат, пишуваат, имаат некои основи на англиски јазик, зашто пак да речем програмирањето вклучува наредби кои што како во синтаксата го користат англискиот јазик. И исто така, нели, да имаат, како што кажавте вие, да знаат некако да го управуваат самиот компјутер, да ги знаат основните работи. Затоа нашите програми се токму насочени кон оваа старосна граница, значи од 8 години, 9, тоа зависи пак од интересот на детето, па се до 14 години, значи до завршување на основно образование. Сега ние секоја учебна година ги прошируваме нашите програми со нови обуки, така што оваа година, како една новост, ги имаме нашите дигитални патеки за учење на деца, кои што се на некој начин посебни една од друга, затоа што вклучуваат различни обуки, кои што се надоврзуваат една со друга. Така што сите тие програми, како што кажав, се наменети за деца од 8 до 14 години, со тоа што програмата во Scratch е задолжителна за деца од 8 до 9 години, меѓутоа може и за повозрасни дечиња кои што досега не учеле да креираат со помош на компјутерот. Тие може би го користат, мислам, сигурно ги користат компјутери, мобилни телефони и слично, меѓутоа за деца кои што сакаат да се воведат во креативно компјутерско образование. Сега има некое мислење во јавноста дека само одредени талентирани деца кои што имаат предиспозиции за
за технологија, дека нив треба да им се посвети внимание. Како да знае еден родител дека неговото дете има талент или пак не треба да си има некој посебен талент за да си дигитално писмен и за да можеш еве да ги изучуваш овие така наречени професии нината, бидејќи нината гледаме дека лежи во она што значи програмирање, во она што значи компјутери, во она што значи еве адаптирање нели на образовниот систем, изучување на некои работи кои што досега не сме ги изучувале. Така, јасно, мислам дека дигиталната писменост треба да биде задолжителна за секое дете, зашто е жалосно да не изучува детето. Значи не треба ние како родители да ги спречуваме нашите деца во нивните желби, во нивните афинитети, меѓутоа од друга страна треба да ги поттикнуваме да имаат пошироки познавања и како што рековте сега мислам ова многу важно, децата од мала возраст да сватат, зашто тие кога ќе сватат дека компјутерот не е само уред за играње, туку може со него да се креираат, понатаму кога ќе растат, ќе размислуваат, ќе ги гледаат можностите, што се може да прават со компјутерот. И исто така, кога зборуваме за талент, нели талентот е само 10%, а 90% е работа, така да иако сме талентирани, ако не работиме на тоа, нели тоа нема да дојде до својот целосен потенцијал. Така да, мислам дека треба сите деца да го учат ова, како да ги насочат родителите на тој начин што ги воведат нели во основите на ова компјутерското образование и потоа ќе видат децата или ќе испробаат повеќе вештини, може да научат веб дизајн, да пробаат како и моди. Понатаму може програмирање да почнат да изучуваат, дизајн и така натака, и ќе видат тие со самите основи кога ќе ги научат, дали нешто од тоа ги привлекува и дали понатаму би сакале тоа да го изучуваат на едно повисоко ниво. Дали сте забележале можеби до сега некој надпросечно талентирано дете или некој кој што има премногу афинитети, можеби некој кој што ќе направи некој чудо? Па секако да, нашите дечиња минатата учебна година ние имавме 70 ученици кои што ги помина нашите обуки, а некои од нив дури 2 обуки помина во текот на една учебна година. Изненадуваат децата, значи ако не е добар во училиште, ако не е добар, не знам, јазик, историја, математика, може не е добар, ќе забележите по друга страна дека е многу креативен, дека многу интуитивно ги усвојува овие вештини. Сме имале навистина и затоа некогаш дури не ја даваме таа граница старосна, зашто има дечиња уште на 9 години кои што многу брзо ги сваќаат имаат алгоритамско размислување, брзо го сваќаат програмирањето. Така да, имаме доста примери, може тука видовте дел од тие дечиња кои што ги завршија нашите обуки. Па мислам дека ќе произлезе некој иден Марк Цукерберг во Македонија. Сигурно сум дека имаме капацитети. Сега, дали можеби сте размислувале за стипендирање на талентирани ученици или пак ученици кои што сакаат, а не може да си дозволат? Така, да, јасно. Секоја година, значи, доделуваме некои стипендии за дечиња кои што навистина би сакале да изучуваат, а не можат нели да си дозволат целосно да ги покријат овие трошоците за обуката. Преку разни настани ги организираме и тука ги доделуваме тие стипендии. Последниве 2 години јасно бидејќи тука може не споменав се работи за онлайн обуки, цела оваа настава се спроведува онлайн и тие настани отворени ги спроведуваме онлайн. Така да сега еве поканувам на 15 септември ќе имаме еден голем отворен ден, тоа ќе биде на платформата Zoom, отворен ден за дигиталните патеки DigiPad, на кој што ќе може да се учествуваат и родители и деца. Од наша страна ќе бидеме присутни сите предавачи кои што се во нашиот едукативен центар, ќе имаме кратки предавања и после тоа ќе имаме некои интересни активности во кои што децата ќе може да учествуваат и според нивните интереси да го искажат своето знаење. Врз основа на тоа ќе доделиме 6 половични стипендии, значи за секоја од дигиталните патеки по 2 стипендии, значи за деца кои што се заинтересирани да ги изучуваат оваа учебна година. И како професор за крај, што очекувате, каква иднина имаат овие деца?
Па Зборам генерално децата бидејќи се соочуваат со еден нешто што до сега не се соочиле, се соочуваме со пандемија, се соочуваме со образование кој што има своји предизвици, меѓутоа што мислите какви вие што го гледате како наставник, какви деца и каква иднина имаат во однос на идни професии? Па јасно дека се менува она како професија што се дава приоритет и децата ќе имаат светла иднина во секој случај. Ако им го ставиме светот нив, тие ќе го обликуваат според нивна желба. Ќе се променат професиите, меѓутоа важно е да се прилагодат. И ние како повозрасни треба како прво да се прилагодиме и да сватиме што е она што е добро за нив и да ги насочуваме кон тоа. А иднината ќе биде поинаква, меѓутоа може да биде и навистина добра. Ви благодарам многу за гостувањето и благодарам почитувани гледачи што одвоивте време некако да бидете со нас и ова утро. Се надевам дека со гостите ви го задржавме вниманието. За крај, поврзано со ковид пандемијата,